Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ќе зборуваме за тролови, за тие заборавени митолошки суштества. Там ќе биде пуно луѓе. Ова што гледате е планински трол, инаку се наоѓам во земјата која што се гордее на своите тролови, односно во оваа земја, замислете, има 200 градови кои што се наречени со името трол и околу 45% од луѓето веруваат во тролови. Значи, ова е народ кој што не се срами од својата митологија, напротив, се гордее со својата митологија и храбро им ја покажува на светот. Инаку, илјадници луѓе тврдат дека виделе трол и троловите се категоризираат во неколку категории. Ова е тој така наречен планински трол, односно голем трол, а исто така има и мали тролови или пештерски тролови. Хајде да одиме да побараме уште некој трол. Ова е уште еден примерок на трол, односно тука се работи за голем планински трол. Не се плашете, не апе. Троловите се карактеризираат по големиот нос, повеќето луѓе што ги гледале кажа дека имаат голем нос и пештерските тролови исто така имаат и голем стомак. Ако примете, овој трол е сличен на нашата приказна за киклопите, односно ние имаме големи шумски створови кои што имаат само едно око. Значи, може да се каже дека троловите ги има на целиот свет, само се со различно име.
За троловите се зборува дека живееле многу долго и се зборува, како што напоменав, и дека се уште живеат. Значи, или се работи за одреден вид на суштества кои што постоеле пред долго време и сега ги нема, или се работи за вид на суштества кои што живеат напоредно со нас, меѓутоа, како што се споменува, тие живеат или испаѓаат само ноќе, па затоа не можеме да ги видиме. Интересен податок за троловите е тоа што во оваа земја, во Скандинавија, во 12 век е донесен закон со кој што на луѓето им се забранува комуникација со тролови и нивно пронаоѓање. Значи, тоа е пишан закон донесен од кралот со кој што на луѓето им се забранува да комуницираат со тролови, што прави мистеријата за троловите уште поголема и што ја дава уште еден доказ дека можеби тие постоеле, а можеби и се уште постојаат. За троловите се верува дека се ноктурни суштества, односно дека тие ловат, се хранат и се движат само навечер и дека доколку се појават во текот на денот и нив ги осветли сонцето, тие ќе се претворат во камен. Поттука и многобројните мистични камени структури се верува дека се скаменети тролови. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Не заборавајте, доколку ви се допаѓа тоа што го снимам, да се претплатите, да станете членови, да ме поддржите. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро на овој свет и се гледаме.